Пред најавата за политичкиот земјотрес во законодавниот дом за вчетврток, собраниските тела, владините институциите треба да покажат од каков материјал се составени и дали може да се фатат во костес со вртлокот, односно дали нешто ќе ги поремети од нивната местоположба. Така и комисијата собраниска за финансирање и буџет. Таа треба да покаже овие денови дека е жилава и дека може да работи во услови кога ќе се случуваат. Ќе паѓа ли влада, нема ли да паѓа влада, меѓутоа професионалниот капацитет ќе треба да дојде до израз до оваа собраниска комисија, затоа што веќе од понеделник почнува да врти бројчаникот на рокови, 10 дена ќе треба прво да се чита текстот за престојниот закон за буџет, па потоа да се врати во Министерството за финансии, па после тоа пак назад уште 5 работни дела, додека се дојде до една платформа да се истурка законот. Значи, во импровизираното студио на утрински брифинг, овде се пред екраните две Марии. Мојата соговорничка Марија Петрушевска, која што сега ја има улогата на корминар во комисијата за буџет, затоа што нејзиниот колега и сопартиец Тимчо Бусунски веќе стана градоначалник. Марија ќе треба да покаже дека оваа комисија преку нејзе има капацитет и ресурси пред претедниците да го истуркаат законот за финансирање и буџет. Марија, дали освен технички и капацитетно и ресурсно може оваа комисија да го направи тоа што се очекува од нејз? Добро утро, господја Весова. Поздрав до студиото и до гледачите. Апсолутно да, покажавме во изминатиот период дека навистина комисијата има капацитет заедно со председателот, заедно со мене како заменик председател, но и со колегите од сите политички субјекти, кога станува збор за буџетот кој што им припаѓа на граѓаните, да имаме една квалитетна демократска дебата, како и во општиот претрес, така и во амандманската расправа, и да покажеме едно лидерство дека навистина сме политички созреани за да одговориме на потребите на граѓаните и буџетот да се донесе во услови, а сега ќе имаме други услови. И да се донесе во роковите. Предизвиците секогаш постојат и ќе постојат. Наша е да одговориме на очекувањата на граѓаните. Одговорно тврдам дека постои таков капацитет. Не само комисијата за финансирање и буџет, имаме и други комисии кои што во овој момент и тоа е потребно да се доекипираат, но во овој момент она што е најзначајно е дека комисијата почнува со работа, закажаме седницата. Пред нас, како што кажавте, предстојат 10 работни дена, во кои што ќе се надевам ќе имаме можност да продискутираме и во општиот претрес во целина за буџетот, но ќе можеме и сите пратеници да интервенираме во делот на амандманската расправа за подобрување на буџетот согласно состојбата која што е надвор од оваа зграда, состојбата дека имаме економска. Состојбата, мене ме интересира. Ќе покаже ли одважност ВМРО ДПМН преку вас како нејзин член во оваа комисија да покаже лидерски способности дека може да ги обедини своите колеги во аминување на буџетот? Мислам дека ВМРО ДПМН како во изминатиот период, така и во иднина ќе покаже лидерство и државничко однесување, конкретно и преку комисијата. Се согласувам, точно како што кажавте, точно и за комисијата за финансирање и буџет, ние навистина досега, но и во иднина ќе се однесуваме одговорно, почнуваме со работа, ве поканувам и вас, но и медиумската јавност да не следат и тоа како будно во однос на дебатите. Ние согласно рековите навистина ќе го испорачаме она што е потребно како комисија за финансирање и буџет и ќе одговориме на потребите. Државничкото и однесување и лидерството секогаш била наша одлика, така ќе биде и во иднина. Ајде, тоа е убаво да се чуеме и да го видиме на дело. Чудно ќе биде, нели помалку незрело, ако вашата партија до сега нема изработено паралелен буџет, она што го има како забелешки, нешто што ќе треба како амандмански да интервенира, затоа што кај вас во партија исто така се луѓе кои што имаат позади себе искуство. И професорот Рајко Славевски, како порадешен министер за финансии, многу добро знае што значи да се донесе буџет и како тој треба да изгледа. Кои се критичните точки
во оваа буџетна проекција за вас? Како што напоминавте, економскиот тим на партијата веќе е тоа како го анализира буџетот и сигурно ние преку амандманите кои што ќе следат, навистина ќе се обидаме да го подобриме буџетот, а да одговорим соодветно на економската, енергетската, но и здравствената криза. Имено споменавте професор Славевски, веќе тоа како дискутира во јавноста и има одлична анализа во однос на критичките точки за буџетот. Она што кои се критички точки? Точно, на што начално во овој момент ние се осврнавме, а ќе го презентираме и преку материјалната расправа, односно општиот притрес, видиме дека буџетот има нереални проекции. Зашто тоа е така? Например, владата предвидува еден раст од 4,6% во услови на вистина сериозна здравствена, економска, но и енергетска криза. При тоа доколку направите споредба во однос на изминатите 5 години, не успеа владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз да испорача раст нешто повеќе од 4%. Дополнително на она што можеме да го видиме во реалноста е дека навистина стопанството е погодено од оваа криза, па имаме навистина сериозна предизвикувачка економска ситуација во делот на индустријското производство, автомобилската индустрија, но тука ни треба да ја занемариме инфлацијата. Она што власта преку министерот за финансии вели дека имаат онди показатели, односно идеја како да се бајпасира кризата еве што ни чука наврата и економската и енергетската финансиска преку предвидување буџетски ставки во санирање на последиците од пандемијата. И овде се повикуваат на тие 161 милион евра од ММФ и 133 милиона што можат да се користат веднаш со повлекување. Во принцип не сум човек кој што би сакал да ја злоупотреби здравствената криза, меѓутоа она што за жал можеме да го констатираме и бројките ни одат во полза на ова што министерот го кажува. Ние се уште и после година и пол не успеавме да излеземе во кризата во која што сме втурнати, а истовремено има најверојатно поголем недостаток од капацитет во однос на менаџирањето на буџетските средства. Затоа се тука амандманите, затоа очекуваме на демократска дебата и секогаш кога ќе излеземе во насока на подобрување на ставките во однос на буџетот, тие да бидат разбрани во насока на конструктивни предлози, а не како еден напад на самиот буџет, заради тоа што повторно ќе повторам, буџетот им припаѓа на граѓаните, не на политичките субјекти. Политичката агенда е за во партијата, меѓутоа буџетот е на граѓаните. Во однос на ковид кризата, повторно ќе велам, ние во изминатиот период и тоа како имавме сериозни задолжувања, во моментот ние не можеме да забележиме никакви подобрувања во однос на бројките, а во она што го говори овој буџет дека буџетскиот дефицит за жал ќе расте. Ние го имаме веќе наминато психолошкиот праг, оној критериум кој што и не постои од Мастрих, а тоа е веќе зголемувањето во наредната. Она што се извинувам, она што е предвидено е дека државата ќе мора во наредниот период да се задолжи во однос на 500 милиони, односно буџетскиот дефицит е така, а во однос на буџетскиот дефицит дека во наредната година и тоа како ќе порасне близу 65%. И тоа е навистина кој што ќе треба да го изменаџираме и да најдеме еден консензус како овој буџет средствата и ставките кои што се распределени ќе бидат соодветно. Вие волја како политичка партија за една вин-вин ситуација од двете страни, зборам условно двете најголеми партии и коалиции во законодавниот дом, за на крај да се донесе до 31. Затоа што знаете, вие како опозиција имате право демократско и да ги тегнете работите, да не донесете, да не го донесете буџетот, но исто така многу добро ви и вам познато што ќе значи тоа пречекорување на тој лимит од 31 декември. Смитам најмалку дека во моментот на државата е потребна било каква сценарија во однос на неносење на буџет
заклучно со 31 декември. Верувам дека сите ќе бидеме доволно политички зрели како што сме и дека буџетот ќе биде донесен согласно рековите. Повторно кажувам, ние започнуваме со работа веќе во понеделник, 10 работни дена се што е во рамките на комисијата и во наша надлежност ќе ги спроведеме во однос на буџетот. Секогаш како политичка партија, како пратеничка група сме се трудиле да дадеме навистина квалитетен придонес во однос на подобрувањето и да служби материјалите, дека треба да ги имаат првичните ставови пред да ви почне читањето на текстот. Точно. Значи, ние веќе колегите сигурно и се во комуникација со граѓаните, но и со организациите, дека каде цена, дека треба да го подобрат буџетот во однос на кои ставки, но тоа е нешто што тие го имаат како право и веќе до 13 ноември е рокот пред почетокот, односно на комисијата, 2 дена, како би можеле сите пратеници, без оглед на политичката пратеничката група, да поднесат амандмани. И верувам дека како и во минатото, тие исто така ќе придонесат средствата за пошто подобра намена на буџетските средства и истите да бидат навистина насочени кон секторите кои што во овој момент се засегнати, а тоа е и како здравството, енергетиката, животната средина, образованието, социјалата и така натака. Еве денови се во прашање кога ќе почнете да работите во комисијата и вие како кормилар на оваа комисија сега ќе треба да покажете дека навистина има комисијата капацитет, па и вие како менаџер во комисијата, дека може да се избалансира несогласувањето меѓу вашите колеги со конструктивни предлози, ама кои што нема да влечат назад. Апсолутно. До сега не сме имале предлози, да речем, од колегите, иако амандманите секогаш доаѓале во најголем дел од опозицијските партии. Амандманите, повторно ќе кажам, биле секогаш во чекор напред, никогаш чекор назад и верувам дека и така ќе биде. Оно што ценам, меѓутоа тоа ќе треба да го потврдат и останатите колеги, дека успеавме да покажеме дека Комисијата за финансирање и буџет навистина има демократски капацитет, една професионалност и конструктивност за да испорача буџет кој што потоа ќе ги запази рековите и ќе стигне на пленарна седница за да може да се дискутира квалитетно. Добро да е така, ќе ви држиме на збор. Тоа беше нашата гостинка во утрински брифинг Марија Петрушевска, која што подпредседател на Комисијата за финансирање и буџет, а ние сега се одјавуваме од студиото на утрински брифинг во собранието и поднатаму со вашите програми, Сашо, продолжуваме.